Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во Класи. Ете, полека го испративме и февруари, на почеток сме на месец март. Невообичаено високи температури за овој период од годината. Ние сме во близина на Гевгелија и морам да ви кажам дека идејќи по автопатот од Велес кон Гевгелија забележавме многу расцветени дрвца и дај Боже оваа година да нема доцни мразеви и да го уништи родот. Зошто го велам ова? Затоа што се наоѓаме точно пред влезот на еден преработувачки капацитет. Станува збор за Випро од Гевгелија, кој што во последниве 20 години произведуваат по традиционални рецепти производи, односно преработки од овошје и зеленчук. И затоа нивните вкусови се прилично блиску до оние домашни вкусови. Значи, денеска ве водиме во Випро. Следете ме. Випро од 1998 година е фабрика за преработка на овошје и зеленчук. Новата фабрика е со покриен простор од 15.000 метри квадратни, од кои околу 4.000 метри квадратни се магацински простори. Фабриката е изградена по сите светски стандарди и е проектирана за производство на 20 милиони единици годишно. Петков, долги години сте во секторот преработување на овошје и зеленчук, а Випро постои долги години, меѓутоа вие во овој сектор сте уште повеќе отколку што е Випро. И еве сега, после толку време, веројатно извлекувате некаков заклучок. Која е вашата констатација? Па видите, Випро и ние, уште во самото поставување, имавме некоја визија и план да го искористиме тоа што е домашно. И така, во нашите размислувања, земајќи во корелација со моите претходни познавања, одлучивме да влеземе во преработка на зеленчук. Ја го имав тоа искуство уште од работејќи во Винијок и во Магро Скопје, така да едноставно на веќе поставени темели продолжив да го работам. Во прво се лоциравме во Гевгелија и работевме таму до некаде 2010 година. После тоа се преселивме овде во Предејци, бидејќи Гевгелија веќе ни дојде тесно, видовме дека кога правите сопствена фабрика, просторот е многу битен. Така. И тој простор не задоволуваше, се префрливме во Предејци, кај што веќе ги имаме сите предуслови за успешно производство. Кој е концептот на Випро? Концептот на Випро е, веќе почнав од таа тема, да замениме увозни производи со домашни изработени и втора работа да ги фрлиме во самата постапка традиционалните методи и нашето традиционално искуство на Македонија како регион, искуството од нашите баби и дедовци кои со години обстоиле со сопствено производство, кое ние сопствено производство пробавме да го подигнеме на повисоко равниште со обезбедување соодветни услови, кои соодветни услови ќе ни овозможат и поголема продуктивност на таквото производство. За да имате квалитетен производ, значи покрај знаење, потребна е и квалитетна суровина. Како се снаоѓате со суровина? Апсолутно. Основа на производството е квалитетот на суровината. Македонија има сите предуслови за квалитетна суровина и ние тоа го користиме. Без квалитетна суровина секој не може да направи соодветен производ и не може да бидете конкурентни на светскиот пазар. Нашиот производ се производ со повисока додадена вредност и штета што немаме повеќе такви во Македонија со кои ќе можеме да ефектуираме трудот на самите земјоделци и нашиот труд да се ефектуира на светскиот пазар. Македонија е релативно мала и главниот наш акцент нашата стратегија ни е извозна ориентација. Така да во извозот најповеќе работиме со производ кој мора да исполни определени квалитативни стандарди. Ние ги исполнуваме тие квалитетни стандарди, а предуслов за тие квалитетни стандарди е да имате суровина со одреден квалитет. Произведувате производи
потрадиционални рецепти како нашите баби во времето и затоа вашите производи се онака блиску до оној домашен вкус. Е тоа сериозна предност за излегување на пазар? Апсолутно, затоа што сега баш тие трендови постојат на светски пазар, а трендовите се да се конзумира што повеќе здрава проработка и здрава храна со што помалку компоненти, а нашите производи се баш од тој аспект, бидејќи имаат мала обработка, имаат технологија што траела 200-300 години и може да и повеќе, и докажала таа технологија генерација дека е корисна за организмот. Новите нутриционисти исто така го докажуваат тоа, така да ние едноставно сме следбеници на можноста да обработка зеленчук по здрава постапка. Велите дека имате собствени кооперанти со кои што соработувате редовно. Имате нешто и ваше собствено производство, меѓутоа како се снаоѓате со работна сила, бидејќи генерално имаме сериозен проблем? Па со работна сила се уште се снаоѓаме со нашето обкружување тука и со поголема автоматизација, што значи воведуваме се повеќе и повеќе машини кои се бараат помала работна сила и имаат поголема продуктивност. Тоа е единствен начин, иновативност мора да применете, да се намали потребата од работници, иако самиот нашата раст бара и работници. Се уште имаме во ова обкружување, ние не сме во центар некој голем. Гевгелија има доста, Гевгелиска општина и поголемата котлина има доста села и доста населби кои на начин со собствени возила или индиректно успеаме да ги анимираме и да работат во Випро. Самите плати се пристојни за овој период и за овој сектор, така да сега немаме проблем. Иако тој проблем се повеќе и повеќе се заострува, се сложувам со вас, но доколку имате вработени кои на некој начин знаете да комуницирате со нив и да имате една целинка во однос на задоволство на сите, функционираме до сега за сега во ред. Иако проблемот се заострува и ќе биде се поостар и поостар. Веројатно посетувате одредени саеми и надвор од државата, разни манифестации, каде што се случува и дегустација на храна. Кога ќе отидете таму, сме препознаени со нашите производи на светскиот пазар? Па мислам да со некои, зборам за преработки од пиперка, таму сме препознаени. Другиот кисел програм малку поголема има гужва со другиот кисел програм, каде има конкуренција малку поголема од околните земји, а уште поголема од, да кажам, веќе од афричкиот континент, а тоа е Египет. Така да афричкиот континент и понатаму поширокиот регион, можда средна Европа и пошироко да не спомнам Азија, затоа што имаат они свој пазар, све повеќе и повеќе се заострува конкуренција на светскиот пазар, посебно во денешни услови на очекувана криза од X причини, така да се уште се носиме ние со нашето производство, до кога како, не знам. Кој е вашиот сортимент? Во случајот имаме ние 3 групи на производи, кои се, да кажам, преработки од зеленчук, преработки од овошје и имаме вакуум програм. Исто така заборавив четврта, тоа ти е сладок програм, што значи од разни сладка, мармалади, джемови, тие работи, така да овие што ги имаме ние некои 3-4 групи на производи не задоволуваат со сортимент и со доволна диверсификација да можеме да учествуваме на извозниот пазар. Наше мото и наша концепција е извозно сме ориентирани, преку 90% од нашата продукција ја извезуваме и сме задоволни, иако во последно време осеќаме малку поголем, поготово оваа година очекуваме се поголем притисок од меѓународната конкуренција околу можности за пласма. Тоа е и добро и лошо. Добро е што ние мораме да ја направиме ичка да бидеме се поквалитетни, по-конкурентни и по-продуктивни, а лошо е што малку потешко ќе ни биде тоа да го обстоиме, да се поставиме и да се задржиме на тоа ниво, за кое треба, освен микро наше ангажирање, треба и макро поддршка, која веќе и постои во некои сегменти. Вие спомнавте учество на саеми,
заеднички можности за заеднички пласман и така натаму, кои би можеле да ни помогнат да се концепираме подобро. Меѓу другото се боравив и самото осовременување на опремата, што пред малку зборав, е многу битно, затоа што сега сите знаеме во такви услови дека продуктивноста е една од најважните работи и ние на тоа работиме. Тие ни се два пункта кај што посебно се активираме во моментот, а тоа ни е продуктивноста и диверзификацијата. Да прошириме асортиман на производи, да не зависиме само од малку производи. Во поодамнешни времиња, во поранешната голема држава, каде што ние најголемиот дел ја снабдувавме со храна, постоеше и планско производство. Колку планското производство е мотивирачко за земјоделците, а истовремено па важно за вас да имате обезбедена суровина? Апсолутно планско производство. Мислам дека во Македонија уште е во изградба, што е за мене хендикеп, затоа што веќе истрошивме 35 години, се уште немаме соодветно планско производство. Бевме на едно патување во Германија, на студиско патување, колку бев изненаден дека они имат проектирано и реализирано и ги имаат сите податоци колку има потреба, колку имат производство, колку треба да зголемат, колку е од увоз, колку е домашен, што мислам кај нас ни предстои. И ние се уште сме во некоја транзиција, се уште тоа го мислиме за утре, а проблемот се јавува и се заострува од причина што во меѓувреме немаме носители, нивите се напуштаат, носителите се оцелуваат, така да имаме големи проблеми околу тоа, околу реализирање на таквото планско производство, која е предуслов за една макро земјоделско планирање и продуцирање. Сега може ли да дзирнеме во некој од погоните? Може, сега ќе поминеме моментално работиме со отпреми на роби, што значи ќе го видиме паковно, може да направиме некоја фотографија од самата фабрика, така да имаме една представа со Випро што прави и како прави. Ајде, можеме да. Петко, значи еве дојдовме во производствениот погон да потенцираме дека сме надвор од сезона, нели? Меѓутоа гледам сепак одредени производи веќе ги работите. Што имаме сега на мени? Па видите, ова не е дел од производната хала. Така? Ова е дел што ова сега го гледате, нас ни е намет за кисел програм. Моментално сме надвор од сезона, не се работи со фиперка, него се работи со разни пулпирани производи, а во случајот ова е многу интересен производ, ова е ферментирана зелка. Ова ферментирана зелка се ролува, се мота и таква останува во повеќе парчиња и се употребува за домаќинките да прават сарма. Милина. Така. Друг производ кој ми е во овој период, тоа ни е мешана салата која ќе ја видите понатаму која постои. Така да овој период ние правиме само воредни активности, не се кога главната активност ни е од август до октомври, а воредните активности ни се овој период, но веќе од средина на март. Така да ише малку ќе поработиме на ова и после имаме дел на припрема на опремата за новата сезона и така ни се движи од прилика годината. Кои се вака пазарите каде што ги извезувате вашите производи? Видите, тие пазари се врзани добро. Углавном нас ни е основен е етничкиот пазар од Средна Европа, од бивша Југославија, од Тврна Европа, а ни помагаат и домицилните муштери. Пазарите се поранешна Југославија, кај што се круцијални Србија, Хрватска, Босна, Косово, Црна Гора, па и Словенија, од пошироко Австрија, Германија, Данска, Скандинавија, исто така Шведска, па понатаму би се продолжиме прето морето одиме во Енглеска. Енглеска ни е одличен купувач. Така. И понатаму преко океанот во Америка. Америка ни е еден од нашите стратегиски купувачи. Имаме таму купувач со кој работиме од 2000 година, 25 години работиме, па да се заедно успеваме, ова што го произведуваме, успешно да го пласираме на светскиот пазар. Таму имаме и силна диаспора. Имаме ли некакви конекции, бизнис релации некои со наши, да речеме, иселеници? Па видите, имаме и со наши, а имаме со поранешна Југославија. Во странство се уште живее поранешна Југославија, така. Што значи сите делови од Југославија се таму пак као едно, затоа што имат заедничка култура, заеднички продавници
И така, ние имаме во разни држави, од разни држави. Представници, ексклузивни застапници. Пример во Америка доскоро не беше Хрват, али сега го купи грчка компанија, сега е грк. Во Европа имаме босанци, во Шведска е исто босанец, во Нов Зеланд ние од Ирак, во Австралија имаме исто мешани македонци, срби и така натаму, така да и го ставија во мар. Меѓу време имаме и нормално имаме и странци, имаме турски партнери, пример во Енглеска е Турчи. Така зависи од државата, но бизнисот не познава нации. Апсолутно, интерес. Бизнисот мора да се ние се сложуваме, заедно работиме и да имаме заеднички. Точно, се согласувам. Добро, покрај ова сега што го имате како производство, во иднина планирате некакви нови производи, нешто? Па, планираме, ние постојано, тоа ни е на Випро му е као карактеристика, ние стално активираме повеќе производи, па самиот ајвер кај нас се правен во 10 версии. Така да го имаме ајвер со маслиново масло, без маслиново, со големи парчиња, со мали парчиња, друга постапка, трета постапка, така да во сите производи имаме ширина во тоа. Сега главно се потенцираме на разни парчиња од зеленчук, тоа ни е сега актуелно, и као такви се прават разни варијанти, као гурменски специјалитети, закуски, кои се типични за Средна Европа, понатаму класична лутеница што ја имаме, класично малиџано, и имаме уште 3-4 други производи кои не можам да ги спомнам сите, али у суштина имаме диверсификација во нашиот асортимент. Нешто што е интересно исто така за муштериите, тоа ни е доста и домашен пазар застапено, а тоа ни е ферментирана зелка пакувана во вакуум кеси. Така. И може да биде сецкана, може да биде ролована и така. Таа и за подварок може да биде добра и за... За манџи може да биде, и за сарма може да биде. За растурена сарма исто така. Апсолутно. Добро, сега веќе настапува постот, така што сите варијанти нека им бидат пости на домаќинките. Така да ви кажам, ова е машина кога сега ја месат, современа машина која фактички ни ја барат меѓународните пазари. Ова е стандард меѓународен, кај што AFS кој бара проверка на финалниот производ да нема некој странски странен продукт. Дали ќе има некоја парче што не треба, или железо, или дрвце, било што. Ова е машина го детектира тоа? Да, ова машина го детектира, многу ја бараат меѓународните партнери, за да бидат сигурни дека нема да дојде некој проблем во финалниот производ кој ќе го купи потрошувач. Тоа е практично за безбедност по здравието на купувачот. Апсолутно. Да нема некако стакленце, нешто и така. Апсолутно, да. Паметна работа. Да, и така го воведовме тоа, па можеме сега да продолжиме во пакот. Ајде, одиме. Сега сме овде во... Тука пакуваме, ова е паковно и ова е завршна операција, значи проверивме, видовме дали е семо ред производ и остава паковно. Паковното може да биде, односно мора да биде спакувани како што бара муштеријата, бара да бидат по 6, бара да бидат по 4, како што договориме така. И ова е фактички последната операција која е лице на фирмата и што е многу битна, затоа што кога ќе бидеме изложени, пример во Германија или во Австрија или во Шведска и Америка исто така, треба производот да биде да блиста со спака, да биде како што треба, за да може муштеријата да го купи, а поготово во држави каде што има таква култура и сите бараат производот да биде совршен. Еве конкретно порано се случуваше амбалажата за виното, конкретно велеа дека имаме квалитетно вино, меѓутоа немаме добра амбалажа. Откако почнаа нели да се прават шишиња во разни форми, убави на око, често пати се случува амбалажата да го продаде и производот. Така е, збор да нема, да. Многу е тоа битно и мислам дека кај нас сите тоа веќе го разбра, иако не е тоа круцијално, затоа што тоа бара еден комплекс, треба да биде врвен производ, треба да биде врвно пакување, треба да биде врвен ланец кај што се продава, треба да има врвна пропаганда, треба да има сите елементи, кај што е вклучено и самото шише, и самата тегла да потрошувачот тоа го купи. Али уште поважно е, потрошувачот
треба да се врати да купи втор пат. Да. Значи, не, А ќе купи втор пат ако го проба квалитетот на производот. значи првото продавање е проба. Така, Второто повеќе продава- визуелно може. Така, второто продавање е правото продавање затоа што тој го бенесал производ, се вратил и го бара тој производ да го купи тоа. Значи ли тоа дека имате вие долгогодишни соработници во странство? Па да, Випро е од првите што почна во производство на домашен ајвар. Ние сме пионири во таа област и добивме од Еурека Брисел сертификат за тоа, едно пехарче и се сме поносни. Со ова работиме веќе од 98 до денес, тоа се веќе некај 30 години. Така. 30 години работиме со домашен ајвар кој ние го поставивме и сега го продолжуваме со овие другите што ги спомнав пред малку специјалитети. Така да ова портфолио или ова диверсификација нас ни користи во севкупниот пласман на светскиот пазар. Сега, значи, откај преработката во готови производи на зеленчук, одиме кај овошјето, така? Така, да. Сега треба да одиме до овошјето, завршно, може требаше од таму да почнеме, али тоа е сладкиот програм. Сладкиот програм го спомнавме ние како една од трите Така. области и Випро нема сопствени насади, има исклучено само два, а тоа се дуња и имаме лозов, дива лоза насад, кој правиме лозови листови, ги пакуваме во тегла, исто користат за сармички, за малечки сармички, за други работи, кои се така за гастрономија. Добро, ама сладкото оди после главното јадење, така што не сме ја сгрешиле што на крај ќе отидеме кај сладкото. Нели се вели дека и вишната доаѓа на крај како после шлагот на тортата. Така, завршуваме со сладкиот програм, со самите плантажи како се тие, да имаме една представа, посебно за дуњата кои ние посебно си ја почитуваме и ценим. На колкав насад имате? А не е голем, имаме 1 хектар, наредното Тоа не е ни малку. наредното што ни треба го купуваме од кооперанти. Ајде одиме да видиме. Ајде. Пред малку го спомнавме сладкиот програм. Што имате од сладов програм? Од сладок програм главно ние правиме сладко мармалад, джемови од дуња и сладко мармалад од питома смоква култивирана и од дива смоква. Повремено правиме и од кајсија, повремено правиме и од вишня. И да помогне Господ ова година да има род. Секоја година ист проблем е тоа, зависи како ќе ни сервира Господ. Так. Нема некој кога ќе пушти свет да има некои слани. Ова година сега за сега е рано, али пак ако се многу распролети, па се врати тоа е проблем за Македонија. Се надеваме не. Дај Боже да не биде така, инаку е високи температури, а почеток на март сме. Ева, Така што. минатата година дуњата потфрла. Дуњата дали 10% имаше. А кај сиите на 7-8 години еднаш ако Кај успеваме да набереме. Да, исто така За жал. и така и бадемите слично. Така да Апсолутно. Македонија тој го има хендикеп. Се решава тој со специјални овие како се викаат анти мрежи кои спречуваат сланата, али тоа треба голема макро поддршка и треба да имаме една сериозна планска продукција на ниво на држава. И апсолутно, и тоа е погодно за поголеми плантажи такви вложувања. Да, поголеми плантажи, тоа е корисно за Македонија, али тоа треба да имаме сериозна макро поддршка да можеме земјоделците тие што останаа. Сега тука се собираме со друг проблем. Сега не знаеме што прво да правиме. Дали да бараме носители, дали да бараме мрежи. Така е. Немаме и тоа и тоа. Еве овде се одвиваат некои работи сега. Гледам овде имате лозија, понатаму ми спомнавте дека се и дуњите, така? Да, тука имаме лозови, диви лозанки од кои правиме, спомнавме пред малку лист кој се користи во гастрономијата, а понатаму ние плантажа 1 хектар со дуњи кои ќе ги користиме за сопствена преработка. Одлично. Дуњите па имаат и убав мирис така. Имаат и мирис и дозволуваат сериозна соработка, имаат и танин доволно, има доволно материјал за убава и потрошувачите го сакат. Ви благодарам. Мислам дека направивме една сериозна анализа на вашиве активности. Единствено што посакувам, значи да си продолжите и оваа година, да си ја вршите својата работа, да бидете успешни и да продавате што повеќе производи. Еве, како што велите, првенствено на странски пазари, а зошто не и на домашни. Нема муштериите, нема големи и мал муштери, сите муштери се битни купувачите, така да благодарам многу на убавите желби. И ја може да пожелам на вас убави желби во вашите презентации и
функционалноста на јавните гласила, кои се многу битни во функција на транспарентноста за македонското општество. Ви благодарам и беше задоволство. И мене без задоволство. Здрави жели. Хвала. Производите на Випро се високо рангирани кај купувачите не само на регионалниот, туку и на светскиот пазар. Добитници се на бројни награди за квалитет на меѓународни саеми во Словенија, Хрватска, како и на Еурека во Брисел. Дома имаат признание од Стопанската комора на Македонија и се рангирани во првите 200 до 300 фирми според извоз. Од околу 40 регистрирани преработувачки капацитети на храна во Македонија, Випро е еден од 3 или 4 најголеми во земјава, со импозантен капацитет од околу 6 милиони тегли. Она што ние би им го посакале и на земјоделците, и на преработувачите е родна година. Тоа секако ќе биде на големо задоволство и на едните, и на другите. Ние ја завршивме денеска нашата работа и си одиме задоволно. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден. Пријатно.